Да се биде хроничар за општина Новаци, посебно за полските села кои припаѓаат на општината Новаци, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадменат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на него својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што го носи како дел од себе, затоа што сите односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, а читателот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Почитувани мои, 30 години ја крстарам Република Македонија. 30 години патувам низ македонските заборавени села. За овој временски период имам поминато 1675 села од преостанатите 1984. Моето патешествие го продолжувам во општината Новаци, каде што таму мештаните ќе ми ги дораскажат приказните од оние приказни кои што им ги прераскажале нивните дедовци и баби, а сето тоа ќе ви го преточам во новиот документарен серијал со работен наслов Општина Новаци – историографски записи. Територијата на општина Новаци, посебно 15 села распослани во рамничарскиот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Далбеговци. Атарот на селото Далбеговци како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопенисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во дамнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на општината Новаци да го крстарам во изминативе 12 години, овој пат да го посетам селото Далбеговци и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од целокупната историја на Македонија.
Иако со години крстарам низ овој дел на Битолското поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога тоа Господ ќе го каже. И навистина така и бидна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, 2-3 дена по празникот на Лозарите Свети Трифон, за селото Далбеговци тргнав рано, мощно рано, околу 4 саатот, народски кажано, со моето возило, со стариот руски джип, со камазот. Почитувани мои, овој мој стар олтаймер, кој што многу пати во моите документарни записи го споменувам, од марката Камазот, руска машина, кој што со мене ме прати скоро 20 кусур години, да знае, да зборува каде се тој бил, каде тој се поминал. Времето беше вистинско зимско, студено, ветро, патот чист и поречиси 2 часа и кусур време народско и кажано возење по магистралниот пат Скопје, Велес, Прилеп, Битола, кај крстовницата во непосредна близина на Битолската желеничка станица, свртувајќи лево, возејќи по 15 километарската патна делница Битола Новаци, која кривулеца се избиваше низ овој дел на Битолското поле, во раните утрински сати стасал во Далбеговци, каде што стуткано како орловско гнездо се будеше огреано од утринските зраци на Далбеговското сонце. Може би се прашувате зошто во ова населено село дојдов рано во зорите. Затоа што како мравките што рано пред изгресанце во нивниот мравјалник се подготвуваат да тргнат ширум полето, да собираат разноразни житја, полнејќи ги мравјалните амбари за зимата, за да се видиме со селаните од ова село, да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека помеѓу помладите, по раѓење или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда за боровот. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека сред селото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема нешто што ќе ве присети на она што некогаш било. На старото одамна му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Далбеговци, така да речам, ги нема поранешните калдрмисани селски патчиња и сокачиња, ни водамна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и патчиња, негде-годе ќе забележи старата традиционална македонска селска архитектура, која се карактеризира со приземни кујчи изградени делумно со камен, делумно со плитари, однадвор и однатре изматерисани, со глинена кал измешана со слама и со демихисарска печена со дрва вар, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, некогаш оградени со долги и високи авлии, исто така и зидани од плитари и со големи и тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Далбеговци не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледував хоризонтот што го обкружуваше сред селото, за брзо време околу мене се собраа неколку селани кои беа дојдени нешто да испазарат во селската кооперација. Ете Господ денеска не донесе во селото Далбеговци. Кога човек ќе дојде во било кое село, и сега и порано, најпознати луѓе во селото биле кметот,
поштарот, шумарот и попот. А во денешни услови е кооператорот. Така, да ми се представиш твоето име, презиме, која фамилија си? Јас сум Васко Стевановски, жител на ова село, фамилија Ѓалевци, како да речем, Стевановски се прозиваме. И живееме тука, па не знам и од која година точно е населено ова село. Али према жителите, како што сме, вака има околу 160 на жители. Добри сме, меѓу себе добро живееме. Кој му се соседни села на селово Далбеговци? За соседни села сме, еве, тука сме многу близко до Дедебалци, долно, горно Агларци, и со ред така, Добромир и Доноваци, спрема Битола, навамо спрема Добрушево. Рече дека селото има околу 150 жители. Да. Од 100 живеат мештаните, се разбира земјоделие, да. Ова село живеат од тутунопроизводители сме добри и житарицата. Претежно тоа немаме други услови за што да работиме. Нема наводнување. Како е решена инфраструктурата, водовод, амбуланта, со комуникација, со превоз до Битола, до Прилеп, до соседниве села? Моментално водовод имаме од градскиот водовод, имаме школот, ни направија ново тука, еве и продавницата нова. Имаме во секој момент автобуси, децата што одат во Новаци од 5-то нагоре до 9-то, има општината автобус, ни пушта тука, ги зема, ги враќа. Другите што се помалите до 5-то тука се, си има настава се малце дечина се, ама тоа е топ. Во твоето време ти кога беше, ти си релативно млад човек, кога беше да речеме на 10-12 години, колку ученици бевте во прво деление и како ти се викаше даскалот што те научи да читаш и да пишуваш? Беше учителка, се викаше Милица, сега презимето не го знам, не го памтам. Така? Николовска те знатове по старите. Па имаше доста од прво до четврто, имаше, како да речем, може и преку 50 деца. Така. А да не речем од 5-то нагоре, преку 200 деца имаш. Ама се собираат повеќе села, долно, горно, Агларци, Далбеговци, Дедебалци, Трап, Будаково, Црничани, Путурос и преку 200 деца имаше, значи беше многу деца имаш. Значи овдека имаше и од Смолетка, така? Во другото село ние Смолетката, ама таму одевме овие села што ги набрави. Так. Мислам беше многу поживо. Што ти одеше поиќе математика, македонски, ликовно, Од се помалку. Од се помалку. Се помалку. И така. Многу ми навелат дека гласот и ушите во селото е продавницата и продавачот. Ова продавница што е овдека, со што е ставлена, што може се да купат мештаните? Мислам, што е најосновното. Најосновно, кај нас е лево го има во секој момент, секој ден ги носи. Певе се од брашно, пиво, сокој, полетанки. Има доста работи да не ги набројувам. Значи луѓето се претежно задоволни, тоа што го има си го купуваат од тука, тоа што го нема ќе си појдат и до Битола, по други продавници и така. Ова да те прашам. Народот вели дека вересијата Господи остави од помти века. Има ли кај продавачот? Има, добри се луѓето плаќаат што да правиме. Оти збором ми е ќе заседат младите, пак знаеш колку имал паричка, па ќе да не му се расипи меракот. Вересијата била и останала, како што рече, мора да се крепиме, мора да се крепиме. Што да правиме? Некогаш ќе биде подзакаснато, ама да не ја забораја. Така е. Ова да те прашам, зошто не го напушти селото како твоите врсници, кои што на времето се заминати во Прилеп, во Битола, во Скопје, па некој во Америка, Австралија, туку остана тука. Може сме имале можности да заминиме, може било подобро тогаш или било како е сега. Сега моменталната ситуација младината си заминува, не гледа ново по селата, гледа подобар живот каде така да селата останаа празни, едноставно речено. И ова село бројало негде 400 жители, ама сега ги нема. Си замина, кој во странство, кој градовите и така. Благодарам на разговорот, туку имаш муштери, те чекаат. Нема проблем, ние наши луѓе сме тука, селски луѓе, се знаеме, си чекаме и така. Што вика старите на мобето му нема крај, што се када. Така ти е тебе туку мобет, во секој село на мобето му нема крај. Така е. Туку имаш пивце, имаш? Мами, како... Ајде да мавниме маце грлото да го надиме. Како не грлото ме фате, повеќе се устроми в него. Можеме да маниме по едно, по две, нема проблем. Така. Мовелете, ајде.
Добре дојде, Зоране. Долго те чекаме да дојдеш и во ова село. Ние тебе добро ми те познаваме, Зоране. Од телевизијана саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортажите за нашите села. Многу убаво редом ги редиш историографските податоци, иако не се познаваме многу од историјана. Не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортажине се веродостојни, затоа што кога ќе излеземе пред кооперацијана, долго време си му обетиме за она што ни го кажуваш преку телевизорот, ми велеа. Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома, ајде со нас, како наште сапиме, како домороден да си во селово наше, секаде ние ќе ми те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево село, селото Далбеговци, ми велеа. Добар ден. А или е работа? Амин. Ова за ке го спремате? Залејте за туту. Залејте. Твоето име? Љубе Петровски. Колку ова година ќе се шерасат? Па околу 200 метра. Така. И за колку декари од прилика? Па околу 10. 10 декари. Колку члена од семејство се овај сте? 4 члена. Така. Ова година убаво се побина што се вика. Да. Колку туту предаде? Тори 300. Така, така. Значи се Ќе прва, така. помалце втора. Направивте ли овај нови договори? Да, да. Од кој тип сега овај на тутун се сади? Па тип прилеп, Така? 6-6-ка, семет. Така. Ова се те прашам. Друго есенско и пченици беше посеен? Пченица, да. Како е овај? Добра. Значи се поводи топла годината, да. ама малце сушно беки ќе заврне. Нема гаѓа, ќе заврне. Така. Да. Твоето име? Борче, Грозданов. Так, значи ударнички, акцијашки товарате? Да, Так. Ти колку ќе овај ќе се расат? Раса тие 100-150 на квадрати. Така. Отприлика колку декари? За 14 декари. Так. Колку члена сте семејство дома? Па дома сте со се децата 6. Так. Колку тона тутун предаде ова година? Околу 2 тона. Стасува парите? Парите значи на живење. Така е. На живење. Така е. Момче ти? Јас сум Горан Гроздановски, Така, од која фамилија си? од Србиновци, Како се вика татко ти? Киро, Мајка ти? Драгица почината, Баба ти како се викаше? Благуна, По мајка ти бабата? Петра, Дедо ти? Мидер, Така, а по мајка ти? Драгутин, Така. Беќар или женет? Женет, Колку ојчио Господ Чела ви даде? имам Машко и Чупенц, Така, што години има? 13 години со 10, Така, кој му е летна слава на селово? Великден, А твоја летна слава куќна? куќна слава ми е Митровден. Така. Чекај сега вака. Фрли. Така, фрли. Така. Колку е кубиков песок? Помошни од општината, Ова е општина Нова. Да го пофалиме градоначалникот. Така, во името негово сме дојдени тука. Така. Ќе може ли малци и со Сриково Како не? да направиме лав во обед? На репортажа. Здраво, Срико! Како ти е името? Тоде, презиме. точи тоде. Што години имаш? Престрета су. 50-та? Значи 70 години. Колку куќи има селово? Не знам, нитам куќито. Така. Кој му се комшиски села на селово? Агоци, Така. евоци. Бабичката од кај ти е? Умрета. А коде? Од ки ти беше таја? Догонаци. Така. Колку Господ Чела ви даде? Машки и женско? Машко и Чупе. Така. Колку нучина имаш? Немам ништо, деца, немам. Немам ништо. Сам сум жен, двајца сум. Така. Кој ти се комши за лошо зарно? Тука имам комши, две куќи. Како се вика? Добре, оне, Степче и Горан. Така.
Кооперација имате во село? Нема де, докато помине. До тука, а? До Новаци што патувате? Имате автобус? Со такси било ќе. Шо пари ви зема со такси? Ви треба. Така. Кој е поблиску, Битола или Прилеп ви е поблиску? Битола, помнишко Битола. Поблиску, а? Ајде, брке си работа, оти да не заврни, што се вика, така. Забраних снег, кај ма знам снег. Нема, на горе на планината, до година. Добро. Така. Почитувани мои, откако така да речам и со насобраните селани се историвме здравоживо, ки нисавне низ делбеговските некогашни патчења и сокачења, малку позастанувајќи за поодблизу да ги видам селските кујчи, плевни дворови, од мене на исконски начин една по една ми издегуваа мноштата историографски записи што ги имав прочитано за селото Далбеговци со вередостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите далбеговчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот, ќе ви ги пренесам во продолжение на оваа репортажа. Селото Далбеговци е рамничарско село, распослано во средишниот дел на Битолското поле, во северниот дел на територијата на општина Новаци, од левата страна на Црна река. Од градот Битола селото е оддалечено 23 километри. Далбеговци се граничи со отарите на селата Дедебалци, Радобор и Долно Агларци. Името на селото се поврзува со бегот кој управувал со ова село, кој се викал Далибег. Првпат селото Далбеговци во пишаните и материјални документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштата црковни повелби житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото припаѓа како имот на македонскиот христијански правословен духовен благодетен многовековен манастир посветен на Мала Богородица во селото Новаци, во црковните повелби од 1346 година на царов Стефан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош V Немањич, Урош Несилниот, издадена во 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин, кралот Димитрија Волкашин, од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин, кралот Марко, од 1371 година. Во пишаните томански дефтери Далбеговци првпат се споменува во томанскиот пописен дефтер од 1467-68 година како дел на битолскиот вилајет под името Дулибеговци, во кое живееле 15 семејства сите рисјани. Исто така селото се споменува во пописниот отомански дефтер од 1650 година и во пописниот отомански дефтер од 1750 година. При крајот на отоманското владење селото било Чифлик Сајбиско село, а Чифлик Сајби биле Малик Паша, кој бил Чифлик Сајбија и во селата Радобор, Ношпал и Војџани, Мемет Ефенди, кој имал свој чифлизи и во Леринското село Петловрок, Таси Мага, Салибек,
Ahmet Efendi i Imer Šukri Beg. Ели е работа? Амин да види. Така, веричето нека види. Но, Како ти е името? Коле, Презиме? Најдовски Коле, Од која фамилија си? Најдовци. Так. Како се викаше татко ти? Петре, Мајка ти? Стојна, Таа од кај беше, од кое село? Могила, Од Могила? А баба ти по татко ти како се викаше? не памтам ни. Така. Кочо се, татко му Кочо се викаше. Така. Ова те прашам, колку леј раса ќе се еш тега? 15 леј по 10 метра. Така. За колку декари тутун? Абе, ние со жената, по-малце садеме, прво садев многу. Така. Кога е чупињата. Така. Садев по 2 хектари и пол. Така. Рече, кога ти беа чупината, како се вика? По старото се викаше Жанета, Така. Најдовска Жанета, и Најдовска Валентина и Најдовска Оливера. Така. Колку лучина имаш? Лучија, 6. Жанета има 2 машки. Така. Оливера има машко, женско. Така. Валентина има машко, женско. Како се вика? На Жанета се вика Благојче и Левче Благојче. Така. На Оливера се вика Јако и Софија. Така. На Валентина се вика Давид, машкото, чупето, Сара. Кој ти се помили првото или сугарето? Сите исти ми се. Кога ти се радува душата, кој ќе дојде да те минат или кој ќе се заминат? А ви кој ќе дојдат, секогаш мири ми се. Така е. Кој ти е куќна слава тебе? Свети Никола ми е зимска слава, а Великден ми е селска слава. Така. А може ли да се сетиш овајчу како беше за Великден, за Божик, за Илинден, за Ѓурѓој, кога овдека пред 30-40 години, кога селото беше полно со народ? Абе имаше многу народ беше во тоа време. Овдека пред продавницата се правеше сред село за Великден, за Божик, за водици. Така. Домаќиката како ти се вика? Најдовска Милица Таа од кај ти е завера? од Беранци. Од Беранци? Од Беранци. Може ли да седиш како овај се зедовте со строници, со свадба, бегалка, Се засакаме и се зедоме. Така, кое време беше тоа? Летно, зимно, пролетно, есенско? Абе ова време бака беше на крајот на февруар. Така. Дека селото Далбеговци на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Кнчов, кој ги водел во неговиот труд Македонија етнографија и статистика од 1900 година, во Далбеговци во 1900 година живееле 340 жители, од кои 225 жители македонци и 85 жители мухамеданци. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Незините популацијски движења во 1905 година, во селото живееле 144 жители. Дека селото Далбеговци во овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери и антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолското и Левската котлина за селото Далбеговци го забележал следното. Далбеговци е рамничарско село, се наоѓа во Битолската околија. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Карталица,
Слатина, Гладнополе, Ајдере, Рикало, Металица, Браненица, Стари Лозија, Торнијци, Матмица, Крстоец, Брегови, Аџица, Дујковица и многу други. Во атарот на селото се наоѓаат следниве старински потези. Калајгича, која во минатото била населба од римско време, каде што и денес се наоѓаат остатоци од некогашната некропола, која датира од римско време, на површина од околу 4 хектари, каде што и денеска селаните, обработувајќи ги нивите, наоѓаат археолошки материјал, како што се керамички садови, тегури, тули, темели од објекти градени од камен и кал, а исто така и гробови. Местноста Тумба исто така представува некропола од римско време, која се наоѓа на блага височинка на околу 700 метри источно од селото, на 200 метри од старата училишна зграда, каде што и денес може да се видат остатоци од темели, од зидови, фрагменти од садови, тегули и рачни мелници, откриени при копањето на темелите на старата училишна зграда во 1930 година. Местноста Тумба исто така представува некропола од римско време, која се наоѓа 2 километри источно од селото, каде при обработувањето на земјата се откриени камени плочи и тегули од гробни конструкции. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Делбеговци во делот за семејните родови го забележал следното. Делбеговци е македонско православно село. Најстар семеен род во селото е семејниот род на Шиндевци, чие негово потекло не е познато. Мановци во Делбеговци се доселиле при крајот на 18 век од мариовското село Бешиште. На семејните родови Најдовци, Тодоровци, Џалевци и Ежовци не им се знае потеклото. Додека пак семејните родови на Сливовци во 1918 година од Делбеговци се иселиле во селото Радобор, Шкрепановци во Долна Чарлија, Бегуновци во Прилепското село Заполчани, дел од родот на Шиндевци во Долно Агларци, дел од родот на Србиновци во селата Поешево и Долно Агларци. Втората половина на 19 век за селото Делбеговци е период на обновување на селото по ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на башкибозукот, предводен од Чаја Бек од селото Арматуш. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на разорнатата црква Воскресение Христово, изградена во 1878 година, која за време на Првата Балканска војна е разрушена, а денешниот архитектонски лик го добила во 2005 година. Градбата на црквата е еднобродна со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез на црквата е сместен на западната страна. Натрешноста на храмот е делумно зоографисана. На иконостасот се наоѓа еден ред со икони над џаконските порти и царските двери и бројни икони во неговите долни делови. Да се помолиме на Господа. Продукцијата Мариовилм се наоѓа во битолското село Делбеговци. Тука, на влезот на селото, кој ќе доаѓате од административниот центар на општината Новаци, селото Новаци, се наоѓа еден храм, чиј патрон го носи името на Христовото вознесение. Овдека ќе разговараме со дел од црковниот одбор и дел од мештаните кои што живеат овдека во ова село и доаѓаат овдека во овој храм да се помолат за здравје на нивните семејства, овдека се крштеваат, венчаваат. Вие сте еден од постарите мештани тука во ова село, да ни се представите и да ми кажете каде порано
вашите дедовци, баби, па и вие се крштевавте, се венчававте, ги правите парастосите и каде овој што се вика палете свеќа за Божик, за Великден, за Довден, за Илиден и за сите оние наши македонски православни празници. Јас сум Драги Лозановски од село Далбеговци. Ние црква имаме заедничка порано, имаме старите наши има заедничка црква со Дедебалци. И така години е тоа одело, после известни години, 95-та негде почнаме да ја градиме оваа црква, Далбеговци, лично наша, и со Дедебалци немаме се врска, тие си има посебна црква, ние посебна црква. 95-та е градиме негде 90 од 2006-та е доградена тотално, а е градевме ние со мештаните село Далбеговци, Далбеговчани сите, значи е градевме со работна сила. И нешто и пари збирваме и се мораше и тоа. Кога е осветена? Осветена е 90 од 2006-та. На кој празник? Може ли да се присетиш? Празник е исто Свети Воскресение. Значи и летна слава? Нас ние на Далбеговци ни е летна слава, Светото Воскресение, Великден. Така. Ке може и овој да ми кажеш како оди адетот и обичајот овде како доаѓаат мештаните од ова село за Великден во оваа црква? Си идиме за Великден, си идиме, си палиме цвејти, нормално све и да имаме и на водици се тврда крст, си имаме базенци, врнаме крст, за Великден правиме прослава, овдеке играње, веселба си правиме по цела ден. Кога последен пат имало свадба овдека во село со оние сите адети обичаи? Последен пат свадба, кога беше? Завечавање овде посебно. Па пред короната беше, точно. Пред една година-две. Пред 2 години. Така. Сега овде ми кажеш, твојот, ти каде си крстен? Во селото? Јас од Дедебалци, во Далбеговци сум крстен јас. Така. Ама црква немаме, во Тремо имаме, во Тремо сум крстен јас. Значи, така, значи овој пред да биде направена, така. Од која е направена црквата се кршаваме децата. Може ли да се сетиш овој пред колку години во овој Трем почнаа селаните да се крштеваат и венчаваат во Тремот, во кај што се наоѓа денес? Одам на тоа, да речем јас сум бил можда и дете. Значи некаде пред 50-60 на години. Пред 6-70 години, да. А инаку, овдека ова црква, историјата говори за ваквите цркви кои што има гробишта, се вика гробијска црква. Од памтивека ли овдека се погребуваат вашите предци? Јас откознам, јас сум 70 години, откознам јас тука се погребува. Трем си имаме ние и заграден Така. место што се погребуваме, да речем, си имаме своји гробишта, да речем тука. А за инак да речем за Божик водицу, одевме во Дедебалци. Така. Ова се да ми кажете. Ти се радоли душата што, како што вика народот, од народ за народ, како што нашите предци правеле цркви и манастири низ етничка Македонија, затоа што Македонската православна црква е темелот на македонскиот народ, на идентитетот. Се радош ли што е дека после многу векови, пред 10-20 години, вие мештаните изградивте еден убав храм, јас би рекол, кој што нова архитектонски лик може да му позавидат и многуте цркви и манастири во Македонија. Па вака, спрема толку години, како што ние село како село немавме црква, сега со ова што го изградиме, што се направи, значи не можеме да си докажеме задоволството наше, значи ова е нешто, не знам, напистливо, да не одиме едноставно речено да се молиме, да одиш во други села и да бидеш потргнат. Секогаш и кај во продавница да појдеш и видиш поназад него во црква. Сега со ова многу сте позближани народот, оти сидиме тука прво и прво. Ние мештаните од тука село што живееме, плюс и тие што се надвор, да речеме, до Битула што се предени, сидат за некои поголеми празници, сидат, се гледаме, моабетисваме и така си тераме работата, да си имаме на свое наше мислење, селско мислење. Дозвола си имаме за таква работа, сето како што треба, луѓе се собираат.
И соседните села. Не, за соседните села добро нема проблем, тие идат, да зборам за нашите, значи станаме се поблиски. Си идат градските да се видиме, ако не поќе, да се видиме. Затоа што вика старите фамилиите ни се големи, некој замината во Прилеп, некој замината во Дивикица, некој во Битола, така. Фамилии си идат, си муабетисваме, си седиме, си пиеме. Што вика старите едно видува и девик. Да. Ево овдека во ова ваша црква, која што е посветена на Вознесение Христово, се разбира тука и новиот иконостас и тука се и дел од фрешка живописа и тука се и овај престолните икони. Кога е изграден, од кого и каде е овој порачен иконостасот и кој е зографот на овие престолни икони? Овде иконостасот, непосредно пред самото осветување на црквата од 2006 година, 2005 година е иконостасот порачен направен од мајстори во Прилеп. Додека иконите се сликани од исто така зографот е брат на познатата наша пејачка Милета Богуска. Еве, драги, ние патуваме низ Македонија скоро 15 години. Ти си дел од менеджерскиот тим на продукцијата Марио Филм. Сте били низ многу села низ Македонија, сте присуствували, сте влегле во многу наши православни македонски храмови, како цркви и манастири, сте били на прослави за заслузи, за утринско богослужение, сте биле и во постари цркви и манастири и по нови изградени. Кои се твоите чувства и импресии од, еве, ова така да речем мало село во општината Новаци, ама живо село. И ретко во овие наши села да видиме, во едно мало село да има толку убав храм со едни величествени архитектонски изглед. Пред се, морам да кажам дека ми представува едно големо задоволство, еве сосем да речем за мене неочекуване на служена посета на ова населено место, Далбеговци, во Битолската околина, односно во општина Новаци. И да ви кажам искрено, денес во текот на наследбата со жителиве на ова населено место на селото Далбеговци, осознав дека овој прекрасен православен христијански храм, Свето Воскресение, е изграден некаде пред неполни 30 години. И да ви кажам искрено, уште поголемо задоволство ми причинува ова што го слушнав дека храмов е изграден пред се со собствени сили на верниците, на жителите на ова населено место. Се разбира дека тука има помош и од општината и од државата, меѓутоа најголемиот товар за изградба на овој храм, биликал на овој бисер православен храм, паднал на, да речем, на грбот на овие луѓе кои со својата силна волја, со својот ентузијазам, со својата љубов према својата православна вероисповед, со љубовта спрема Бога, издадиле еден ваков прекрасен храм, кој што навистина е од таков обем и од таков облик и точно е на кој што можат да позавидат и многу други места, села па и градови, значи за успешноста и за ова дело што го направиле луѓето од ова населено место. Значи со изградбата на овој православен храм, луѓето добиле свое катче, свое место православно, каде што ќе можат да ги обавуваат своите верски обреди и што е исто така едно големо задоволство за нив, па и за надворешни луѓе гости, што на нивниот ден, на Великден, да се собираат луѓе и од ова населено место, и од околните населени места, меѓутоа верувам дека и од подалеку, па и од диаспората сигурно, доаѓаат луѓе кои што имаат можност на еден таков голем празник да се сретнат меѓу себе, да запалат свеќа за здравје, да се помолат на Господ, па и да се провеселат на тој прекрасен ден.
Во подалечното минато, мештаните од селото Далбеговци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото Далбеговци не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, било речиси сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Далбеговчани активно учествуваат и во Народно-ослободителната војна, каде што во 1944 година е формиран првиот селски Народно-ослободителен одбор. Од 1945 година па се до 1952 година Далбеговци е општински центар во чиј состав влегуваат селата Арматуш, Горно Алгарци, Далбеговци, Дедебалци, Долно Аглавци и Црничани. Од 1952 година до 1955 година селото било дел од тогашната општина Будаково, во која покрај Далбеговци се наоѓале и селата Алинци, Арматуш, Будаково, Горна Чарлија, Дедебалци, Добрушево, Долна Чарлија, Мусинци, Ношпал, Путурус, Радобор, Трамп и Црничани. Во периодот од 1955 до 1965 година селото влегувало во рамките на тогашната општина Новаци, а во периодот од 1965 до 1996 година селото било сместено во големата општина Битола, а од 1996 година е во состав на општината Новаци. Мојата девиза е дека на сите македонци и на сите луѓе воопшто, може би без разлика на верска и национална огледалба, не треба никогаш кај да исчезне носталгијата и љубовта спрема родното место и спрема родната грудка. Бидејќи родната грудка е најубава во светот и не може да се замени со ниту еден крај. Значи сите тие кои што поради разни причини го напуштиле своето родно место, никогаш не смеат да го заборават местото каде што се родиле нивните предци и им препорачувам секоја можна прилика, а особено за време на годишните одмори кога предпоставам дека се и најслободни, да ги посетат своите родни места, да ги посетат своите некогашни кујчи родни на нивните предци, да ги посетат и гробовите на нивните предци и да им оддадат почит за се она што направиле за нив. Гурбеџиштвото од година во година се поголем замав земало. Печелбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. На гурбет оделе намногу во Белград, Софија, Букуреш и Стамбул. Семејствата на гурбеџиите многу успешно што понесувале со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други одгледувале помали и поголеми стада овци. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ ме донесе да дојдам на гости во селото Далбеговци, да се видам со селаните до ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите. Но минатото и сегашноста на селото Далбеговци е премалку за да се може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во многовековното битисување и испреплетени зад превазот на времето. Тоа им го оставам на мештаните до ова село, посебно на помладите по раѓање или по потекло од ова село,
особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, за голем број прашања изнесени делумно опатени или недопрени овде, за да вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот.